Добро утро. Ќе ве навратам на денешен ден, но во 1966 година, кога Џон Ленон ја дава она најреволуционерна изјава, можеби дека Битлси се попопуларни од Исус. Нас ни беше повод и причина денеска со Емил Парнаџиски, музички критичар, да анализираме за значењето на Битлси, да зборуваме за оваа изјава од денешна перспектива, но што значеше тогаш во далечната 1966-та. Добро утро, Емил Парнаџиски. Добро утро за сите гледачи. Тоа е годината која сум роден. Вака, мораме прво да кажеме некои основни работи за Битлси. Кратко, ќе нафрлам некои најбитни. Битлси како група, можеме слободно да кажеме дека е една од највлијателните, најпознатите и најреволуционерни бендови кои оставиле голем белег во историјата врз модерната музика. Ке кажам за помладите слушатели, бендот го сочинувале четворица музичари: Џон Ленон, Пол Маккартни, Ринго Стар и Џорџ Харисон, од кои што денеска двајца се починати, двајца се живи. Бендот се формира 60-та година, 1960 година. Момците се од Ливерпул и музицираат, постојат точно една декада, се распаѓаат 1970 година, и поточно пред се ради недоразбирање помеѓу двата фронтмена лидери, да ги кажам, на групата Џон Ленон и Пол Маккартни. Но музиката живее, песните живеат. Да, песните живеат. Се пренесуваат генерацијски. Со нивното распаѓање, секој од нив четворица започнува соло кариера, па можам да кажам и денеска и Пол Маккартни и Ринго Стар музицираат и создаваат. Џон Ленон трагично го убиваат 1980 во Њујорк пред неговиот дом, додека мислам дека 2001 починува од рак Ринго Стар. Добро, изјавата во 1966-та која што предизвика глобален скандал тогаш дека Битлси се попопуларни од Исус, можеме ли од денешна перспектива да ја протолкуваме? Беше ли тоа провокација или обсервација на реалноста? Таа изјава он ја дава неколку месеци пред да го даде тој интервју на 11 на денешен ден 66-та. Така. Значи, и дали врз они знаете имаат страшно влијание врз народот. Битлманијата е страшно во 60-тите, во 60-тите, тоа е, можете да видите по концертите, да. Луѓе, млади, стари, лудуваат по нив, така да со самата таа изјава мислам дека он потпаѓа по некој политички притисок и мора, знаете како да кажете дека сте попопуларен од Исус, од Бога, у земја која што одава доста има доста суеверни народи, морате да излезете и да дадете на некој начин некој извинување. Он го дава тоа извинување на денешен ден. До објаснување во суштина, да. И се извинува и до објаснување и вика да кажев дека телевизијата тогаш нели се појавува телевизорот, дека телевизијата популарна од Бога ќе пројдеше глатко. Така да... Но веројатно од него и од делот членовите се очекуваат такви изјави, затоа што тие самите по себе беа револуционери. Они беа страшни револуционери. Знаете како, они не се револуционери само во музиката. Они оставаат страшен белег и врз... Они го влечат народот во модата, во стилот на фризурите, во стилот на однесувањето. Сакате да кажете не само во музиката, социјално, културолошко, секакво влијание. Секакво влијание, па можам да речам слободно, нормално имаат они влијание врз денешната музика, имаат влијание врз уметноста, па можам да речем и врз политиката во тоа време. Добро, тогаш ќе се согласите веројатно дека станува збор за вонсериски талент или пак можеби еден дел ќе најдете како објаснување во добро менаџираниот маркетинг, кој што го има реално за тоа време. Па вонсериски, они се вонсериски дефинитивно. Дефинитивно, не само во стилот на музиката која што
Они почнуваат со некој рок н рол, да речам, поп, рок, почнуваат после да експериментираат со некоја индиска, некоја класична психоделија, посебно во последните 3 албуми кои што ги вадат, тоа се White албум, Abbey Road и последниот Let It Be. Можам да речам дека се револуционери во музиката, по тоа што даваат насока врз база на нивната музика почнуваат да се појавуваат понатака доста нови помални помали бендови кои што почнуваат да ги имитираат во И стиловите. за секогаш чинам дека за сите музичари остана предизвик и можеби како една плодна почва за обработка на нивните песни. Битлси држат и до ден денеска неколку рекорди кои што не знам дали некогаш ќе успее некој бенд или музичар да ги надмине. Ќе нафрлам само неколку. Они имаат продадено 600 милиони албуми. Имаат 20, мислам дека топ 1 синглови, number 1 на Billboard 100. Секој нивен албум имаат 13 студиски албуми за UK издание и мислам дека 18 или 19 за америчко тржиште. Сите нивни албуми се, да кажеме, на америчко тржиште, 19 албуми се на топ 1 позиции. Тоа се стварно страшни, фрапантни цифри кои што и ден денеска никој не може да ги побие. Го споменавте последниот албум Let It Be, кога зборувавме која ви е омилена песна, јас велам ајде да не ме прецепирате како нели во маркетинг делот како една од, да речеме, најзастапината Let It Be, таа е моја одмилена. Се најдовме дека и за вас е омилена, но сепак ја споменавме Yesterday. Песна која што е најпреработувана. Да, ви спомнав, таа е најпреработувана песма во историјата на музиката. Значи таа толку има многу преработки, дали во поп, дали во диско, во денс, во ремикси, во боса нови, да речам, во джез, во джез музичари ја преработува. Која е таа магија до ден денеска и помладата генерација која што навистина има избор, некако тогаш што знаете како, јас се бавам со музика многу. И повторно тоа да биде актуелно. Еве имам и мој интернет радио джез станици, колекционер сум на плочи. Кажувам дека меѓу првите 5 плочи ми е сигурно некој албум од Битлси. Купени ден денеска си ги чувам, стојат во мојата колекција. Таа музика не може да се упореди со денеска. Денеска музиката се прави, буквално песните, младите музичари, диџеи ги прават за еден ден. Можам да речем па и за неколку денеска има добар маркетинг, ќе се согласите? Па најбитен е маркетингот. Најбитен е маркетингот. Мислам дека порано немало толку понуда музика како денеска. А вон серијски таленти денеска има ли? Па секогаш има и ќе има. Ќе издвоите некој? Па вон серијс. Музичари па морам да ги издвојам после Битлси неколку што не можеме да не ги спомнеме и ден денеска. Тука се Майкл Джексон, од поп музиката, од попот исто Мадона, од соулот Арета Френклин. Така, тоа се бендови, джез музичари, да не ги именувам. А нови, не знам, пратам доста музика, има. Еве сега што беше во Охрид, што гостуваше диџеј, познат пејач Хугел, значи дечкото е многу млад, перспективен, го пратам, го слушам, има страшна тоа што го викате вие маркетинг позадина, менаџмент околу него, што е најбитно за еден млад уметник, артист да го има тоа. Ако го нема тоа, тешко не можеш да успееш. Но сепак тие се светски звезди кои што и во денешно време создаваат, особено кај помладата публика, и револуција, и се символи, и се гении на едно време. Тогаш може ли да завршиме вака? Битлси што беа? Револуционери, беа гении, или беа символи на едно бурно време? Ова бурно ќе го ставиме под наводните затоа што сепак беше едно такво време. Па беше бурно време, бидејќи у тој период, знаете како мајнсетот на луѓето беше доста позатворен, заедно со нив во тој период се појавува и таа сексуална револуција која што ги ослободува луѓето од некои стеги, почнуваат опојни дроги да се користат, сето тоа и тоа е печат. Се експериментира со изгледот. Така, и не случајно реков дека на почетокот
дека се едни од највлијателните, значи имаат страшно влијание врз младите и врз другите музичари во стилот денеска што се свири, имале влијание врз модата, врз уметноста, како и политиката. Јас ќе си ја подпевнувам денеска Let It Be вие. Се надевам. Исто, убав ден ви посакам и благодарам фала што одвоивте време за овој разговор. Ништо, поздрав. Тоа беше Емил Пернаџиски, музички критичар со кој што разговаравме, анализиравме, зборувавме за значењето на Битлз.